Ден 3. Добро утро. Денот го започнуваме со највисоката точка за денес. Тоа е Магаро. Станав во 5:30. Доручкував туна и зеленчук, хидрати, 2 банани. Денеска мислам дека имаме најдолго, односно најголема дистанца за поминување, со тоа што завршуваме Свети Наум. За јадење имам уште 6 сардини, тие успеав да ги земам, и нешто малку зеленчук и оризови галети. Моментално сме негде, мислам дека на пола од Магаро, така да се гледаме горе на врвот. Шо му е? Правиме муабет, кајме понекад не спазва некој сила. А? Грске, дајте ги стигни србинки, секој пут кај ќе му даде. Шо? Немате. Тој мора се покаже, разбираш. Имаме уште малку догоре, не знам, уште некој, можеби 40 на пола сат минути, и потоа искочувам уште еден врв. Не знам точно како се викаше, сега пред малку ми го кажа. Денеска сум со нова екипа, така да е интересно. Секој ден нова екипа, нови луѓе, нови познанства, нова дружба. И тоа е тоа, се гледаме горе. Ова овде што гледате се последиците од пожарите што ги има секоја година тука на Галичица. Погледнете ова убавина. Ајде уште една минута. Преубаво, преубаво. Сега вака како водам сам, да речеме, размислам колку само донесов добра одлука што дојдов овде. Не само поради искуството, адреналинот, авантурата, туку и поради луѓето кои што ги запознав. Сите сме тука, ајде да речам, еднакви. И луѓе на планина не можеш да најдеш лоши луѓе. Сите се со добра душа, сите сакаат да ти помогнат. Сите сме, да речеме, моментално на иста мака, ако можам тоа така да го објаснам. Сите помеѓу себе си помагаме. Така да, топла препорака да почувствувате што значи слобода. Слобода у секоја смисла на зборот. Кога ќе се трнете малку од социјални мрежи, од цивилизација, да видите, да оставите време да поминете сами со себе. Тоа е многу битно. Да се чувствувате слободно и да се засакате себе. Кога ќе се засакате себе, ќе имате повише љубов да продолжите и кон другите. Моментално стигнавме на врвот, и да ќе направиме кратка пауза и продолжуваме понатаму. Се гледаме.
што е најако, денеска фатив со ветераниве до овда. Луѓе не знаат за пауза. Кој би рекол, секој чест трчаат како диви кози се нагоре. Anja, moraš da mi pokažeš svoju masku. Imate sliču. Samo je tvoj nabil da nije. Jeste. Jeste, a njen je onaj što leži u krevetu. Taman, taman. Imate matching. Tačno se vidi face na ovoj poljini. Tvoj gusto razgovara tom personality. I Anja njeno. Сега пред един месец се спуша. Се качиме по вертикалата долу и се спушиме. Овие кај тргнаа. Харбинкиве. А сам си ти кае. Аха. Та е приватна теретана некој? Да видите. Зашо да одиме по нормален пат? Може да одиме по ненормален. Ете. Видите долу, кај е патот. Погледнете ова убаво. Ај сега ќе видиме. Тоа пред малку што ви снимив е Светинал и тоа е последниот чекпоинт. Така да имаме уште доста време за одоле. Уште немаме направено пауза за јаде и мртов гладен сум. Ово ветерани не знаат за стоп. Може малку не се гледам убаво од сонцето, но уште се симнуваме
от онде отгоре. Значи патот е многу лош, буквално и да нема пат. Све е по високо обраснати треви, трња, камења, овие што боцкаат, не знам како се викаат. Значи хаос. Жулеви, односно плускавци по нозете. Више трет ден. Мислам дека што од првиот ден ги имам, ама сега више доаѓа степен на болка која што, ајде не рекаме, едва се издржува. Но имаме уште малце, ајде, последен ден и доста беше за оваа авантура. Се гледаме на пауза за јадење. Јас ти се лажам и правилно е ништо да не ти виси глава. Правилно, значи не сме ништо ти виси глава. Тоа се плаве чаша, и што чаша овде да виси? Да. Ама не, што потреба овде, виси чаша. Денек планинарство. Што немат функција, така? Не ти смета чаша на... Значи Бране. побрзо би, ама значи овде што е функцијата? Побрзо овде би клал спреј за мечки, за онакви текви напојас. Мал апдейт. Гутнавме патот, си спогубивме, изгледа влеговме во територијата на Албанија. Значи низ ова грмушките, кој знае кај стигнавме. Сега се враќаме назад. Да искочиме да го најдеме патот и голема веројатност дека продолжувам сам. Иако појма не знам кај сум, ама веќе по паметот на, не знам како се вика, ајде не речам дедото, ама веќе не ги слушам. Да ви кажам накратко што се случува. Значи јас не успеав да ја стигнам мапата по која што е направена целата рута и денови одам така. Екипа која што гледам дека има мапата на таму наам. Ама денес испадна да одам со ветераниве. Одам со ветераниве кои што наводно нели се од Охрид и ја знаат Галичица на памет. И се движиме по, ајде речам, нивна интуиција. Односно, не знам нива дали интуиција. Не знаат ни они каде одат. Така да од тука продолжувам сам и ќе видиме како ќе се снајдам. Немам мапа, ќе видам дали ќе најдам негде интернет, па негде од прилика преку Google Maps да се ориентирам. Се гледаме понатам. Мал апдейт. Продолжих сам. Одам по најдов некој пат, така малце попроводен,
по-широк. Појме немам кажам. Немам интернет, немам мрежа и одам по, ајде да речем, некоја моја логика како би требало да се движам, затоа што стварно не сакам да си го расипам впечатокот за целокупниот овој настан, затоа што, да речем, ми се врати истото чувство како првиот ден, дека као се каам што дојдов, а уствари само е погрешна екипа. И тоа е тоа, мислам, погрешна екипа. Луѓето си се луѓе во години и сега, знаете, они се тука од Охрид и го знаат, мислам, тука израснале, милион пати си накачиле по овие планини, патики и така натаму, ама гледам дека одат, што се вика, на паметни, они не знаат како одат и цело време се губиме горе доле, а тоа мене ме исцрпува и психички и физички и не сакам да се нервирам, да стојам у место, да се губам по ова шумиве, по ова гранкиве и така, и решив да одам сам. Одам сам, не знам кај одам, се надевам некаде ќе фатам некоја мрежа, да пробам да преку Google Maps да се ориентирам кај се наоѓам, мојата моментална точка и да видам како би требало да се движам за да стигнам до Свети Наум. Така да, ако има нешто ново, ви снимам и се слушам. Чекайте, тука не се гледа. Најдов се една стрелка, Свети Наум покажува овде, сега ќе ви покажам. Така да има шанси да стигнам денес. Мала кратка пауза и одам по овој пат тука, овој што го гледам, мада не ми изгледа нешто ветувачки. Најдов некакви маркации, значи изгледа да најдов некој папче. Ќе видиме кај ме носи ова патче, затоа што се уште не знам, уште немам мрежа, уште немам интернет и одам по моја логика како би требало да се движам. Битно ми е да не сум под стрес, значи да не се стресирам и да се нервирам, зашто во такви ситуации мозокот воопшто не ви работи. Сега треба да си смирен и да размислуваш логички како треба да постапиш. Така да, одам полека, доколку осетам потреба за пауза ќе ја направам, затоа што сега буквално од сабале од кој што почнавме, само една пауза имав. Све е во трчање, све е во брзање, некако така ми помина денот, решив да не го завршам така под стрес и нервозни и така натаму. Значи, затоа се тргнав сам, без мапа, без ништо и верувам дека ќе се снајдам. Така да се слушаме накнадно доколку има нешто или пак на пауза. Да каснеме малку. Мал апдейт, слушам коли, тоа е добар знак. Се уште не знам кај сум. Направив многу кратка мала пауза само за вода. Едно време ги изгубив маркациите, но после пак го најдов патот. Мислам, овој пат по кој што не знам ни кај води, ни што води. Ама доброто е што слушам коли. Така да, ако искочам на пат, веќе тоа е тоа. Битно да искочам од шумава, затоа што немам ориентација. Мислам, одам логички, ама стварно не знам кај сум. Ако искочам на пат, тоа е тоа.
само одам по патот. Не е битно кај ќе се симнам сега. И одиме до Свети Наум. Само ми дојде, кога ги слушнав колите, ми дојде на мисла дали да правам автостоп. Дали да стопирам, па некој да ме однесе до Свети Наум, или регуларно пешки да си одам по патот. Сега ќе ви снимам погледот моментално кој што се наоѓам, а го гледам Свети Наум од овде. Така да, на добар пат. Гледайте сега. После не знам ни јас колку време. Само да ви покажам кај искочив. Цивилизација после 3 дена. Сум заборил сега со луѓе да комуницирам. Сега ќе мора, тука сигурно веќе фаќам мрежа. Ама ќе одам од врата на врата и да прашувам кај е патот до Свети Наум. А да јас го гледам кај. Сега ќе ви покажам. Моментално е скоро 1, така да би требало 2 часот од прилика негде да сум таму, уште некој саат време, што би било многу порано од предвиденото. А ветераните не знам кај се. Сега може глупо од моја страна што вака постапив, но ви кажав и во претходните кадри зашто го направив тоа. Буквално се осеќав како цело време да трчам, да ги следам. Имавме само една пауза и таа пауза беше како се утрчање. Значи на брзина јадев и не знам како да ви кажам. И че не се чувствував убаво, а со нивните постапки и речам не глупости, ама така што испробуваат, веќе решив да си направам да ми убаво на себе. Така да сега моментално не знам кај сум, ќе отворам Google Maps да видам во некој село сум влезе и полека по патот да искочам на главен пат и одиме до Свети Наум. Да видиме дали некој ќе застане до Свети Наум, да не одиме пешки. Има уште малку, ама и нозете ви се болат. Последниот чекпоинт за денес, Свети Наум. Никој не застана на автостоп, но пристигнавме. Ова е крајната дестинација. Да стигнеме до незе во изминативе 3 дена. Тоа е тоа, сега оди малку одмор, после се враќаме назад со брод и толку од оваа авантура. А тоа е жива истина. Jedan naš drugar iz Osvira, devojka neka iz Srbije. Jugoslavije, da bi godine. Spali brda. Da uživamo vinu. Ovo je radnjena čeka sa motornom pilom. Da. A vlađen do to je pravilo, znaš? Prvo puširamo pa idemo u grad, ili bi u redu se puširati.
авантура од 3 дена. Се надевам ви се допадна целиот влог кој што ќе биде поделен нели на 3 пати. Прекрасно искуство, прекрасни луѓе, нешто сосема ново за мене. Некако ми требаше периодов нешто вакво, да бидам сам со себе, затоа што мислам дека поминав доста, ајде речем, некој тежок период и би го повторил ова повторно. Да се заблагодарам воено уште еднаш на Highlander Македонија, кој што го овозможи ова, и Дејан од I Love Hiking Македонија, кој што ми помогна да бидам дел од оваа авантура што се случуваше на Галичица изминативе 3 дена. Тоа е тоа. Се гледаме во некоја наредна авантура.